председавачот на заедничкиот интердисциплинарен комитет, господинот амбасадорот Виктор Габер. Амбасадорот, добро дојдовте во дневникот на 1 ТВ. Која е задачата на интердисциплинарниот комитет? Да почнеме прво со тоа. Па еве веќе напомена најавата. Се работи значи за имплементација на дел од договорот, односно член 8, каде што се вели конкретно дека овие комисии, да ги кажеме, или комитетот вкупно, ќе ги анализира учебниците за основно и средно образование, кои што треба да се бидат концентрирани на формулации кои што во иднина не би требале да предизвикуваат анимозитет на новите генерации кон другата страна. Значи да се најдат одредени формулации кои што ќе треба да ги избегнуваат овие. Сега, што е тоа идентизам, многу е дискутабилно и теоретско прашање е, бидејќи во учебниците не може да се предизвика, али може да се создаде атмосфера која што има тензична. Дали е тоа панда на оваа комисија која работи со Бугарија? Нешто слично е тоа, само што кај нас имаме многу попрецизна обврска да дојдеме до одредени резултати во одреден временски период. Кој е временскиот период? Па до септември треба да се дадат првите резултати за да почне процесот на промени на формулации во учебниците, за да може да следната учебна година да почнат во еден друг, во една, да кажам, атмосфера на пријателство, соработка, коегзистенција и значи, така натаму. Веќе од септември треба да се спроведат препораките кои ќе ги усвои. Да, доколку ние успееме во овие неколку месеци да конкретни формулации во учебниците, например по историја и географија, каде што најповеќе има такви можни, да кажам, интерпретации кои што не соодветствуваат на климата која што финалната спогодба од Преспа ја внесе во нашите, да кажам, односи меѓу земјите и народите, ние ќе гледаме да се тоа на некој начин промени за да дојде до заедничко согласување. После тоа ние даме препораки, а како што спомена Високиот комитет, ќе одлучи дали и колку ќе дојде до промена на тие формулации во учебниците. Почнавте со работа, амбасадоре? Почнавме, ние имавме првата средба, каде што ги утврдивме правилата на однесување. Ние поднесовме предлог, грчката страна даде некои забелишки на тој предлог, така да имаме сега една рамка од која што не можеме да излеземе. Едноставно, ние имаме, значи, како некој мал, да кажам, статут или устав, како сакате кажете, и врз на тоа ние работиме. Нашата делегација, односно нашиот дел од овој интердисциплинарен комитет, веќе има 7 средби, каде што ние ги утврдивме нашите ставови, како ќе се однесуваме и што ќе бараме да се внесе за заедничко решавање. Кој е во составот? Дипломати, на ниво на дипломати, бидејќи во случајот со Бугарија имаме ниво на историчари. Да, во главном се таму историчари. Во нашиот состав, да кажам, е многу карактеристичен, затоа што тука имаме, например, двајца историчари, имаме археолог, имаме филозоф-писател, имаме дипломат. Интердисциплинарна, да. Баш интердисциплинарна, затоа што сакаме да покажеме дека не се работи само за интерпретација на историјата како таква, туку за идеолошки или да кажете филозофски пристап кон она што се представува пред учениците. Например, амбасадоре? Например, ако во одреден учебник имаме одредена формулација која што иритира кај другата страна, бидејќи, видите, кога се формирале нациите на крајот на криштата се затварале во себе, сакајќи да обезбедат еден статус на меѓународната сцена. Во таа атмосфера се формирале и одредени еден филозофски приод кон тоа како образованието ќе се развива. Предпоставувам најтешкиот аспект од тоа чешлање на содржините во учебниците ќе биде граѓанската војна во Грција. Граѓанската војна во Грција е дел од историјата на овој простор, да кажеме. Тоа е дел Што е тешка траума и за Грција до ден денеска, но се разбира и за нас. Факт е тоа, но ние сега треба да најдеме начин да се таа граѓанска војна во Грција представи на следните генерации како еден факт кој што неизбежен е, но кој што не треба да предизвикува анимозитет во третирањето на другиот. Проблемот е во третирањето на другиот, како свој, како партнер, како соработник, како колектив, да кажем на некој начин, бидејќи ние сите одиме кон таа Европска унија, каде што владат одредени правила.
Па ние ги знаеме германско-полските искуства во врска со третирањето на учебниците и образовните процеси. Така да има други искуства, француско-германските. Исто така е многу индикативно. Кои работеле исто така на усогласување? Да. И, например, имаме комисија албанско-грчка. Има бугарско-грчка. Ние сега се обидеме со Македонија како суверена држава, која сега и со новото име, влегува во тој контекст на заедничко барање на иднината во врска со образовните процеси. Што им пречи на грците? Дали имате најава за тоа? Кои се моментите кои тие сметаат дека кај нас се спорни? Предпоставувам Александар Македонски и поврзувањето наше со Александар Македонски, што е во поново време внесено во историските читанки, но предпоставувам и други моменти. Тие се изјаснува, нивниот политички фактор, многу пати се изјаснуваше зашто и како се третираат одредени историски настани кај нас. Дали тоа фигуративно, визуелно или суштински во образовниот процес или во процесот на, што знам, индустријска сопственост и така натаму и така натаму. Но ова сега што они ќе ни го представат нас или ние што ќе ни го представиме, сега не можеме да го откриеме, затоа што не сме седнале на конкретни формулации за да најдеме заеднички пристап за да се избегне баш тој анимозитет што се зборуваме. Дали ги нашиот дел од нашата делегација, дали ги анализиравте содржините во грчките читанки? Па тоа е наша задача, наша основна задача е тоа. Ние добивме 37 пакети книги од основно и средно образование во грчкиот образовен систем. Издвоивме тоа што е најкарактеристично и за тоа мислиме да седнеме на вторава средба овој месец со грчката страна. Јавноста кај нас не е информирана. Што учат грците за нас? Тоа ќе бараме да се демфлува, да се среди на начин кој што, повторно ќе кажам, за да биде прифатлив и за нас да се создаде одредена клима и одредено разбирање за овој реалитет кој што е во Република Северна Македонија. Имате дефинирано барања или ќе произлезат од анализата? Да, точно имаме барања, али не можеме сега, пред да ги изнесеме пред нив, не можеме да ги кажеме. Кога е наредната прва средба? Наредната прва средба е 22 овој месец. И потоа тоа е прва суштинска средба. Каде? Во Македонија или во Грција? Бевме прво во Солун, а сега ќе дојдат тие тука, во Скопје. Во Скопје. Амбасадор, ви благодарам што бевте гостин во дневникот на 1 ТВ. Ќе имаме повише да се надевам по првата средба, јавноста би требало се разбира да биде информирана за се што се случува во врска со ова, бидејќи сепак се работи за чувствителни аспекти. Ви благодарам.